Во судницата во затворот Идризово продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Рочиштето таму го следи Михајло Видимлиски и него го имаме во живо вестите, па Михајло повели да чуеме детали што се случуваше денеска. Така е, Борче, продолжи денеска судењето овде во судницата во Идризово за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Александар Станков, првиот човек на Институтот за судска медицина, даде исказ пред судот откако на претходното рочиште беа презентирани обдукциските наоди и тој, како што кажа денеска, јаглеродниот моноксид е доминантна причина за смртта кај 59 од починатите во трагичниот пожар кој што се случи лани на 16 март, додека кај четворица од починатите причина за смртта е тешки изгореници. Во Институтот за судска медицина, освен присуството на јаглероден моноксид, исто така било анализирана и присуството на водороден цијанид, кој што се движи во граници од 0,6 до 5,2 милиграми на милилитар и тоа кај 33 од починатите. Сепак, како што кажа Станков, овие бројки не може да се гледаат поединечно, со оглед на тоа што, како што кажа, водородниот цијанид е еден од најтоксичните гасови, па тој го зголемил дејството на јаглеродниот моноксид, кој што е причина за настапување на смртта. Во продолжение дел од неговиот исказ. Кај 59 починати лица, односно лицата кои што починаа на 16 март 2025 година, како причина за смрт се утврдени насилно задушување заради труење со јаглерод моноксид, амбиентална асфиксија или амбиентално задушување, компресивна асфиксија или задушување заради притисок, термичко оштетување на дишните органи, кај останатите 4 лица кои што дополнително починаа, едно во Албанија, едно во Србија и едно тука во Скопје, како причини за смрт се наведени изгорениците и оштетување на белите дробови. На Институтот за судска медицина исто така се испитувало и присуството на алкохол, психотропни супстанции, лекови кај починатите лица. Кај дел од овие лица е утврдено присуство, како што кажав, и на алкохол, и на психотропни супстанции, но и на лекови. Меѓутоа, Станков посочи дека тие не влијаеле значајно во смртниот исход кај овие лица. Тој исто така се осврна и на самите карактеристики на пожарот. Еве што рече. Причината за смрт е труење со јаглерод моноксид, задушување заради труење. Во вакви пожари секогаш постојат дополнителни фактори кои го потпомагаат дејството на јаглеродниот моноксид, како вдишување на топол воздух, вдишување на чад и вдишување на цијаниди. Така, судското рочиште се уште трае овде во судницата во Идризово, инаку предходно пред исказот на Станков беа прочитани исказите и на двајца сведоци кои што беа вдадени во обвинителството во Кочани. Тоа се засега деталите, Борче, овде од судницата во Идризово. Студио. Така, ти благодарам.